Денес на Комисијата за образование ќе го разгледуваме предлог Законот за високо образование. Општа забелешка е дека предлог законот е недоследен и со низа пропусти во поглед на регулирањето на соодветната материја, кои не значат унапредување на образованието, бидејќи суштински оставаат недоречености и назадувања во одредени области. Токму затоа пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија поднесе 17 амандмани за подобрување на законскиот текст, а сметаме дека со нивно прифаќање министерката ќе покаже демократски капацитет за слушање на решенија кои значат подобрување и унапредување и развој на образованието во Република Македонија. Амандманите кои ги предлага пратеничката група се во насока на зголемување на буџетот кој е предвиден за финансирање на универзитетите и самостојните високи стручни школи, кој е клучен за развојот и унапредување на научната и образовната дејност. Исто така, дополнително се предвидува амандманска интервенција во делот на финансирањето во предложениот закон, кој не е докрај дефинирано, ниту во однос на универзитетот, ниту во однос на коефициентот на платите на наставниот и соработничкиот кадар, што кога ќе се земат во предвид платите на универзитетските работници споредено со други далеку подобро платени позиции во нашето општество, ја прави сферата на високото образование неконкурентна и непривлечна за вработување на млади кадри. Со амандманите се предвидува покачување на примањата на оваа група универзитетски вработени, што е суштински придонес во нивната натамошна посветеност, мотивираност и работа и приближување нормално на нивниот стандард со стандардот на нивните колеги не само во регионот, туку и во Европа. Значаен дел во кој се интервенира со амандманите е и демократизацијата во однос на правата на студентите, студентските избори, односно студентскиот парламент, бидејќи предложениот закон во голема мера е рестриктивен и ограничува автономијата и независноста на студентското организирање. Со амандманите се предлага и заштита на студентскиот стандард, особено на студентите кои доаѓаат од ранливите категории на граѓани, односно задржување на правото кое сега се укинува со новиот закон, а со кое се овозможува намалување на партиципацијата на децата од еднородителски семејства, право на редовен студент кој е запишан во приватна квота на јавните универзитети и плаќа 400 евра по првата година од студии, доколку постигне просек од 8,5, да може да се префрли во државна квота, а со тоа и да плаќа само 200 евра. До крајот на своето студирање, нормално доколку го задржи просекот. И секако право на бесплатно школување за студенти со завршен просек од над 9, оценка 9 во претходната година. Со амандманите се интервенира и во сегментот на третманот на научните институти, особено што овој дел се вклучени јавните научни установи од национален карактер и им се овозможува задржување на самостојниот статус, кој е основа за нивно унапредување и нормално унапредување на нивната научно-истражувачка дејност. Бидејќи овој закон се поднесува, значи е поднесен со европско знаменце и е во скратена постапка, очекуваме од владеачкото мнозинство да прифати конкретни предлози, односно овие амандмани кои ќе придонесат кон подобрување на текстот на самиот предлог закон, а со тоа да придонесе и кон унапредување на нашиот образовен систем и негово доближување до европските стандарди. Благодарам. Да. Вака сега сосема друга е темата, бидејќи е тематска пресконференција, не би сакал да навлегувам во тој дел, доколку имате прашања во врска со законот за високо образование, повелете. Вака, како што ве разбрав, значи станува збор за учебниците нешто. Бидејќи учебниците, меѓутоа вие тоа го врзавте со ВМРО, што сосема мислам не ви е на место, бидејќи сосема други институции и други професори ги праве учебниците. Факт е, да, вие така го кажавте. Факт е дека треба интервенции од тој аспект. Бидејќи еве јас како припадник на условно кажано малцинска етничка заедница, значи има доста сегменти од што се против
и не се во согласно со нашиот мултиетнички карактер на општеството, меѓутоа и пред се и мултирелигиски на некој начин. Така да во тој аспект во законот не е предвидено. Меѓутоа понатаму ние ќе реагираме, јас дури имам и неколку и забелешки и до Хелсиншки комитет лично поднесувано во врска со тоа. Така да од таа страна ВМРО никогаш немало нешто против другите заедници или против другите припадници на различни религии, така да од таа страна не знам зошто го врзавте, но секако научната фела треба и секако треба да настојуваме секојдневно, значи буквално да интервенираме и да правиме подобрување на учебниците. Текстовите во учебниците не ги пишуваат партиите, господине. Тоа е, мислам. А има? Да. Повелете. Да. Така. Да, потполно ве разбирам и во право сте, тоа е жива материја и ВМРО за време на своето владење додека беше на власт, значи настојуваше да го подобрува законот не само за високо образование, туку и други сегменти. Но нормално е дека секогаш треба подобрување. Тоа е жива материја и тоа ќе трае во континуитет. И со овој предлог закон не завршува процесот на подобрување на законот за високо образование и веројатно за кратко време може да имаме и пак предлог закон со кој што ќе се измени ова. Тоа што го кажувате, реков дека е во ред, меѓутоа дали тоа ќе го смени, дали ќе смени нешто доколку пак не се направи доволно за подобрување на законот за високо образование, а со тоа и статусот на професорите, на студентите, значи целиот комплетно да кажеме универзитетски живот во Македонија, доколку викаме не е направено за толку време, значи ако е тоа оправдување, тогаш не мора ништо ни да се прави. Така да очекувам да идеме понатаму, да. Да, во ред, меѓутоа мора да идеме понатаму. Тоа сега, доколку понудиме добри решенија, секако треба да се прифатат. И не само од доколку се работи за пратеничка група, туку и од стручната фела. Ние сакаме да дефинираме, има амандмани кои се однесуваат пред се таму кај што има можност. Сепак дека со законот за високо образование не можеме да ја регулираме сосема прецизно таа дејност во распределба на буџетските средства, но секако има амандмани значи кои што и бараат да се зголеми, значи буџетот во високото образование е сега мислам она околу распределбата, пак тука може да имаме, меѓутоа не може да се реагира во законот тоа. Но секако факт е дека треба повеќе средства за високото образование. Веќе кажав, значи 17 амандмани се кои што се базираат пред се на подобрување на законските одредби, и тоа во повеќе правци, во поглед и на финансирањето, во дефинирањето на примањата на универзитетските професори, исто така во поглед на студентското организирање, кое што навистина сега како што е предложено на некој начин навистина се враќаме назад, а не го подобруваме студентското организирање. Исто така со научните институти, јавните научни установи, нивен подобар третман со законот на високо образование, дека вака тие се доста оставени на некој начин од страна од сите процеси, бидејќи универзитетот некогаш повише, не некогаш, него најчесто повеќе внимава за своите образовни единици, а не за придружните членки како што е во моментот. Така да има одредени работи, исто така и во врска со поволностите за студирање на ранливите категории кои што сега е изоставено, можностите доколку студентите остваруваат повисок просек, исто така да преминат од приватна во квота со помала партиципација и слично.
на комисијата ќе расправаме за овие и се надевам дека ќе бидат прифатени.